вечер. Уште една емисија и нова епизода на Се за децата. Многу ми е драго што пак повторно и ова вечер ќе започнам емисијата со една убава мисла која што ми дојде кратко пред да ја почне емисијата, дека навистина човекот кога има желба и волја за да нешто сработи, тоа може да го направи. Само треба да се заложи и да верува во тоа што го прави. Благодарам на гледачите што постојано сте со нас и секој пат давате одлични прашања. Сметам дека на секое ваше прашање ќе најдеме одговор и ќе го дадеме со високо стручни профилирани кадри кои што ќе бидат гости во оваа емисија. Вечерва ми е особено драго што наспроти себе ќе имам гостин кој што е еден од најдобрите логопеди кои што работат во Заводот за ментално здравје кај деца и младици и младост при Здравствен дом Скопје. Тоа и е дел од мојот тим, тоа е со тимот кој што стално победува, тимот кој што помага на сите деца во целава држава и постојано сме во една соработка која што значи и симбиоза, значи и успех. Вечерва кажувам добро вечер за магистер Елена Степановска, логопед, магистер по специјална едукација и рехабилитација. Добро вечер, Ели. Добро вечер. Мило ми е што сум ваш гостин. Не можам да опишам колку ми беше убаво, да кажам, кога ве поканив да дојдете во емисијата, пошто секојдневно сме заедно и решаваме секакви проблеми заеднички. Јас стално кажувам и пред сите и пред пациентите дека јас без тимот не сум ништо, бидејќи на мене тимот многу ми значи, таа тимска работа, бидејќи заедно со вас ги даваме решението на сите оние проблеми кај сите деца кои што можеме нормално да им пружиме и да му кажеме прва шанс. Како посебна вечерва ќе издвојам, бидејќи на некој начин е емисија која што многу им значи и е поврзана со прашањата кои што ги доби во врска со логопедијата од страна на пациентите. И како прво прашање, ќе те замолам да ни се представиш накратко што сте вие и како помагате на дечињата. Јас сум дипломиран логопед, магистер по специјална едукација и рехабилитација. Мојата насока е аутизам и ментална ретардација. Како логопед работам на проценка, дијагностика и третман на говорно-јазичните нарушувања. Најчесто станува збор за деца со развојни нарушувања, артикулациони проблеми и потешкоти во разбирањето и изразувањето. Накратко, што е логопедијата? Логопедијата е наука за јазикот, говорот и разбирањето. Со какви деца се среќаваме? Еве, ајде јас да стално го тоа кажувам, но вие можете да го опишете пластично. Со какви деца се среќаваме? Со деца кои што имаат говорни проблеми. Најчесто на работа во Заводот за ментално здравје се среќаваме со деца со невроразвојни нарушувања. И секогаш првиот аларм му е тоа што на родителите тоа што говорот им касни и доаѓаат заради говорот. Меѓутоа не се работи само за говорот, алката е многу поголема и многу повеќе работи има на кои што треба да се работат и да се интервенира. Така, магистра, што означува нормален говорен развој? Кога зборуваме за развојни нарушувања кај децата, тоа се состојби каде развојот на детето отстапува од очекуваната возраст. Тоа може да биде во говор, моторика, социјални вештини или когниција. Често говорот е еден од првите индикатори дека нешто не се развива типично. Меѓутоа, под нормален говорен развој кај децата подразбираме нормалниот говорен развој представува постепено стекнување на способностите за разбирање и користење на јазикот, од првите звуци, гугање, па се до формирање на реченица и водење разговор. Тој започнува уште од најраната возраст, кога бебето реагира на звуци, на глас, продолжува со гугање и изговарање на првите зборови и понатаму се формираат речениците. Пред малку сето ова што го слушам и многу е битно за да и родителите знаат кога првично би се јавиле на преглед и кога првично да забележат дека нивното дете навистина има проблем со говорот. Нели зборуваме за делот кој што се вика доцен говор, почнува од подоцна фаза, или како да кажам накратко, објаснете ни ги фазите за како се развива еден нормален говор. Родителите треба да обрнат внимание ако не покажува детето интерес за комуникација, не реагира на своето име или не користи гестови како покажување.
На пример, ако до 12 месеци нема гугање или обид за комуникација, ако до 18 месеци не се појавени првите зборови, не користи барем неколку зборови или до 2 години не комбинира зборови, тоа се сигнали дека е добро да се побара совет од логопед. Исто така, ако детето ги изгуби веќе стекнатите говорни вештини, подобро е да се реагира порано, бидејќи раната интервенција дава најдобри резултати. Околу невроразвојните нарушувања, ако говориме, колку тие имаат влијание или на развојот на говорот кај децата? Овие нарушувања најчесто се појавуваат уште во раното детство и може да се забележат преку доцнење или отстапување во развојот, како што се говорот, вниманието, социјалните вештини и моториката. Важно е да се разбере дека секое дете е различно и дека овие состојби се појавуваат во различна форма и степен кај секое дете. Так. Невроразвојните нарушувања може да влијат на различни аспекти од комуникацијата. Кај некои деца има доцнење во појавата на првите зборови, кај некои деца има појавено зборови, меѓутоа тие се без разбирање, ги повторуваат како ехолалија, не го разбираат тугиот говор, не одговараат на едноставни налози и слично. Ајде јас сега вака ќе кажам дека ние се среќаваме постојано со секој вид на пациенти кои што ги имаат поготово овие проблеми. Колку влијае екранот на развојот на говорот кај децата? Зашто токму тогаш се појавува билингвализмот и така натаму? Кои се согледувањата во врска со тоа? Поготово ваши како човек кој што работи токму со тие деца. Па вака, екранот има големо влијание врз развојот на говорот. Најчесто говорот и најдобро се развива кога има комуникација и жива игра, се поставуваат прашања, се чека, се дава на детето време да даде одговор на тие прашања, а кога е пуштен екранот подолго време, тогаш детето веќе ја нема таа жива комуникација. Боите на екранот се многу поживи. Тука обично родителите пуштаат на англиски јазик, дури понекогаш доаѓаат и кажуваат моето дете е многу паметно, збори на англиски, кажува зборчиња и фрази на англиски јазик, меѓутоа тоа го кочи развојот на говорот и на мајчиниот јазик. Так, значи, она се квела, како да кажам, во врска со нивниот почетен. Дали децата кои што постојано се нели изложени на англискиот јазик, дека како прв јазик им е англискиот, а не мајчиниот јазик? Ние од пракса гледаме дека тие деца не го владеат добро ниту англискиот јазик, ниту го владеат добро мајчиниот јазик. Така да, наша препорака е ниту едно дете кое што нема проговорено на својот мајчин јазик, апсолутно да не се изложува пред екрани и да не се зборува на друг јазик и да не се изложува на друг јазик. Значи да се почитува оној протокол кој што ЗМЗ го направи, кој што го стално препорачуваме, дека дури и абстиненцијата е веднаш препорачлива кога ќе сретнеме такво дете. Обично околу која возраст доаѓаат родителите со такви проблеми? Во последно време родителите доаѓаат многу порано, доаѓаат околу 2 годишна возраст, веќе тоа му се првите сигнали каде што детето не му реагира на име, каде што детето не извршува едноставни налози. И сепак тоа е некој добар знак, зашто му се даваат совети, дали е тоа домашна стимулација, дали веднаш да се вклучи во рана интервенција. На следната контрола многу често гледаме дека има резултати кај тие деца кои што родителите ги послушале советите и кои што рано осетиле дека имаат проблем. Так. Дали ми се наметнува ново прашање, дали секој дете има свој ритам тогаш? Да, точно е дека секое дете се развива со своје темпо, но тоа не значи дека треба да ги игнорираме одстапувањата. Постојат развојни норми кои ни даваат рамка што да очекуваме на одредена возраст. Ако детето значително одстапува од тие рамки, важно е да се реагира. Раната интервенција е клучна, па подобро да се провери навреме отколку да се чека. Така. Што значи навремено доаѓање?
Веднаш штом родителите забележат дека има некакви отстапки или има било каква загриженост кај нив, според мене треба да дојдат и да се јават на преглед. Како едно дете се поставува на логопедски третман или плюс сакам да прашам како изгледа една логопедска проценка првично? Логопедската проценка е првиот многу важен чекор, затоа што ни дава целосна слика за говорно-јазичниот развој на детето. Најпрво се разговара со родителите, се зема анамнеза за развојот на детето, за бременоста, за раниот развој, како и нивни забелешки и грижи. Потоа следи директна работа со детето, преку игра, особено кај помалите деца. Се проценува како детето разбира, како се изразува, каков му е речникот, изговорот, вниманието и комуникацијата. Се користат и стандардизирани скали и прашалници, кои се прилагодуваат според возраста и соработката на детето. На крај родителите добиваат повратна информација што е во ред, каде има потешкоти и што се препорачува за понатаму. Сакам да ми објасните дали има тесна врска помеѓу логопедскиот и дефектолошката проценка. Да, поврзана е логопедската и дефектолошката проценка. Логопедот го проценува јазичниот развој, говорно-јазичниот развој кај детето, а дефектолозите си имаат свои стандардизирани скали и тестови кои што си го проверуваат развојот на детето. Тоа е според она развојната скала која што развојна скала, да, се проценува моторика, се проценуваат и други нешта кои што се важни за дали детето се развива во склоп со возраст или има некакви отстапки. Така, гледаме детето, значи дека утврдуваме дека има проблем, поготово логопедски проблем. Како започнува третманот? Колку трае третманот? Што превземате вие конкретно во тие случаи? Така, третманот се поставува индивидуално врз основа на проценката и потребите на детето. Нема универзален пристап, за секое дете се изработува план и цели, се одредува што е приоритетно, дали е тоа разбирањето, изразувањето, изговорот или социјалната комуникација. Што се однесува на време траењето, тоа варира кај некои деца, напредокот е побрз и третманот се завршува за неколку месеци. Кај други, особено со невроразвојните нарушувања, процесот е подолгорочен. Ајде барем да опишеме мал еден дел за гледачите како изгледа самиот третман. Логопедскиот третман се одвива преку игра. Особено ако се работи за дете кое што има невроразвојни потешкоти, тогаш се развива преку игра и се коригираат сите останати јазични потешкоти кои што ги има детето. Ако се работи за артикулациони нарушувања, тогаш се работи исто пак преку игра, никогаш не се наметнува како опрска за да не направи отпор детето за доаѓање кај логопед. Јас ќе прашам поради своето искуство, нели, со мојот мал син. Можам да кажам дека дават и задачи на децата за дома родителите, нели, да ги извршуваат. Која е токму улогата на родителите во да ви помогнат на вас во самиот логопедски третман? Работата е заедничка. Кај логопедот се оди 2 пати неделно, време траењето на третманот е од 20 до 45 минути, во зависност од вниманието, концентрацијата и од самото дете. Меѓутоа, дома во секојдневните активности се наметнува, се работи со детето преку игра, а не како обврска, како што кажав претходно. И во секојдневната комуникација родителот работи со детето без детето да го свати тоа како домашна задача, туку преку игра. Пред малку го спомнавме, нели, моментот со екранот. Абстиненцијата, која ќе го трнеме екранот. Што повеќе да прави родителот во домашни услови со такво дете кое што има, откако е изолиран самиот екран и сите видови на екран?
Секојдневната комуникација е клучна, таа е основа на говорно-јазичниот развој. Децата учат да зборуваат преку интеракција, не само преку слушање. Колку повеќе има размена на прашања, одговори, игри, толку повеќе се развива нивниот јазик. Затоа велиме дека најдобрата терапија започнува токму од дома, преку квалитетно време и комуникација со детето. Ајде вака сега, цело време знаете дека јас знам на извештајот да напишам воспитни грешки кои што и вие ги уочувате и вие ги опишувате. Кои се воспитните грешки кои што се јавуваат кај родителите? Би сакала да ги охрабрам родителите да му посветуваат време на своето дете преку игра, разговор и внимание. Не е важно колку зборови ќе научи денес, туку дека гради комуникација и поврзаност со детето. Така. И сето тоа се сведува на сегмент дека тие ќе го подучуваат или Преку игра, комуникација, кратки прашања, давање можност на простор на детето да одговори на тие кратки прашања, они го поддржуваат и го стимулираат развојот на говорот на детето во сите сегменти. така. Јас сум гледал многу примери или од дома ги изјавам примерите за да им помогнеме и на гледачите што сето ово гледат, кога ќе се земе токму онаа тетрадка за да повторуваат одредена буква или одредено зборче. Колку пати нели кога ќе кажете или о, Не треба и тоа да биде долго време, затоа што сега ме прашувате за тие артикулационите Точно, да. нарушувања. Исто тука има дување, јазикот горе, доле и тоа може да му биде заморно на детето. Тоа треба сето пак да биде преку игра, преку забава, преку интеракција со родителот. Доволно е дома по 10 до 15 минути преку игра да ги прават вежбите, кои што му се зададени нели од логопедот. Така, значи офативме еден вид на појаснување до самите родители што да и кога да е најнеопходно да се јават на преглед кај нас, нели во Заводот за ментално здравје, тоест да го донесат своето дете кој ќе видат првичен проблем, треба првично да се обратат на педијатарот за да добијат правилна насока каде да додат и да дојдат на соодветна проценка. Ајде сега да поразговараме за она моментална состојба на децата кои што се со аутизам. Што се случува токму кај нив? Аутизмот е едно од невроразвојните нарушувања со кое што се соочуваме секојдневно. Кај аутизмот многу често говорот страда, нели, во различна форма. Некогаш воопшто не е појавен, кај некои дечиња го има говорот, меѓутоа го нема разбирањето, кажуваат зборчиња без да ги разбираат, или повторуваат зборчиња како е холалијата. Тука страда и социјалната интеракција, социјалната комуникација, контактот со очи, не реагираат на име и слично. Исто и за тие деца треба да се вклучат во третман, како во логопедски, така и во дефектолошки третман и со секој третман, со секој вложен третман, на крај децата имаат подобрување во сите сегменти на кои што се работи. Дали тој третман кај овие деца со аутизам, поготово логопедскиот, е многу поспецифичен или обрнуваме внимание и на времето кое што им се посветува или на репетицијата, тоест повторување на оние интервали кои што се, да кажеме, третмански или? Да, поспецифичен е логопедскиот третман кај децата со аутизам, меѓутоа кај секој исто, како и кај децата со други развојни проблеми и кај децата со аутизам, секое дете е различно. Не можеме да дадеме еден универзален третман и кај децата со аутизам, затоа што се прави претходно проценка и според таа проценка се поставуваат целите на кои што ќе се работи, тоа што му е потребно, тоа што страда кај тие деца. Точно. Јас, кога ќе дојде такво детенце на напред, кај што сме утврдиле веќе дека станува збор после целиот тимски
третно, нели нормално по целиот римски преглед се утврдува дека детето е со аутизам. Знаете дека поставувајќи го протоколот, почесто бараме и вие логопедите и дефектолозите, нормално и тоа е моментот каде што лекарот и сам сака да ги согледа работите, барат и посочуваат изработка на ЕГ. Во кој правец е, нели, правењето на ЕГ токму кај овие деца? На ЕЕГ-то најчесто го бара докторот, претежно го бара, некогаш тие деца имаат немирен сон, се будат навечер, не спијат, во тој правец го бараат, меѓутоа го бараат и кога родителите сакаат да го вклучат во неурофидбек, докторот секогаш препорачува дека треба претходно да се направи ЕЕГ и само ако ЕЕГ-то е уредно, тогаш се вклучува во неурофидбек. Точно пред неколку дена имав предавање во Штип, каде што колегите беа токму заинтересирани во врска со логопедијата и неурофидбекот, колку е корисен неурофидбекот, нели какви резултати дава, нели кај децата, но посочи тогаш токму ова вие што го кажавте, да навистина неурофидбекот не се случува и не се дозволува без да лекарот утврди дека тоа ЕЕГ во граници на нормалната, да кажем, дека нема отстапување на одредени бранови или нема ширец бранови комплекси кои што значат и празнење, да објасниме попластично на родителите дека тоа значи и на мозокот му смета тие, да кажеме, високо волтирани бранови кои што се јавуваат во мозокот, бидејќи тоа значи оптеретување на целиот мозок, така да страдаат и центрите за говор. Така да неурофидбекот, какви искуства имате кај деца со кои што правеле неурофидбек и во логопедија? Неурофидбекот не се препорачува за секое дете. Пак ќе кажам, неурофидбекот се препорачува само кај деца кои што имаат ЕЕГ без никакви отстапки. Имаме искуства со деца кои што родителите доаѓаат и кажуваат дека после неурофидбекот веќе почнале да се јавуваат зборчиња, почнало да прави спојување на два елементи, има подобрување во разбирањето, меѓутоа сме имале и искуства каде што после неурофидбекот родители доаѓаат, кажуваат дека е пораздразливо, дека сонот е нарушен и слично. Така. Еве, јас ќе стално кога ќе сакам да пренесам нешто да го запомнат гледачите, стално давам приказ на случај. Еве конкретно имавме пред извесен период заедно со тебе бевме во тимот 3-годишно дете каде што имаше навистина отстапување, стереотипност во играта, движење и така натаму и алалијата која е напишана како отсуство на говор. Грижата токму тука почнува. Што е препораката од вас до такви родители? Еве сега ќе почнеме со 3-годишно дете конкретно. Вака на 3 годишна возраст, кога Што има треба да има тоа отсуство, дете, нели, претходно, нели, како нормален наод, еве, логопедски, нели, во врска со засегнатоста на говорот? што сме пишале дека има отсуство, дека има алалија, значи има отсуство на говор. Меѓутоа, до 3 годишна возраст треба да се појават веќе, да има цели реченици, треба да има претходно да се има појавено гугање, брблјање, први зборови, спојување на 2-3 збора. На 3 годишна возраст веќе треба да има реченица. Меѓутоа, кај децата со аутизам често пати има отсуство на говор и тука се препорачува да се вклучи во третман. Така. Зашто родителите се некој пат, како да кажам, скептични кога станува? Дали тоа треба се зима во предвид дека таткото проговорил подоцна или мајката проговорила подоцна? Дали тоа треба воопшто да се зима во предвид или тоа воопшто не е точно? Не, тоа не треба да се зема во предвид. Да, често пати доаѓаат и кажуваат тетката или војкото некој проговорил подоцна. Меѓутоа, да, нашата препорака е веднаш да се побара совет од логопед и да се направи една проценка и да се дадат совети дали треба да се вклучи во третман или да се вклучи во рана стимулација или само има потреба од стимулација дома. Многу често, нели, да, има дечиња кои што проговараат подоцна, меѓутоа
имаат основа за комуникација, разбираат, сакаат да комуницираат, разбираат налози, извршуваат налози, контактот со очи го имаат, и се случува подоцна да проговорат, меѓутоа нас не загрижуваат дечиња кои што доаѓаат, има отсуство на говор, меѓутоа немаат ни желба за комуникација и за интеракција. Интересно ми е што кога ќе дискутираме со нели пред родителите во врска со ваква работа, стално таа стигма останува и тие се плашат од таа стигматизација, да кажам на некој начин. Дали ние воопшто треба да учествуваме тука и да им објасниме на родителите дека тоа воопшто не е стигматизација, дека треба на време да се делува? Јас мислам дека во последно време веќе свеста кај родителите е на повисоко ниво, дека толку и не се загрижени за стигмата, туку се загрижени точно за проблемот со најчесто за говорот, доаѓаат заради незборување, немање комуникација кај децата, и му препорачувам на родителите секогаш кога имаат било каков сомнеж да не чекаат да дојдат да се направи проценка. Да, зашто го тоа говорам, дека тие секој пат се плашат од воспоставување на дијагнозата и давање на одредена дијагноза и прашањето доаѓа, докторе, дали тоа ќе му стои доживотно? Тоа не треба да ги загрижува, стално го кажувам тоа, бидејќи стално ги работиме заеднички пациентите, дека дијагнозата е таа и ќе му остане за памтење. Не, токму тоа е подложно на менување доколку детето напредува. Значи, јас постојано, бидејќи работам со вас како тим, стално кажувам дека сите ние учествуваме во тој еден вид на психотретман, поготово на родителите. Детето е предмет на обработка, кој што ќе го обработиме, но задачата е токму на родителите. Родителите имаат најголемата задача, затоа што најдолго време поминуваат со нивното дете. Они се клучни за правилниот развој на говорот и јазикот кај детето. Играта, комуникацијата со детето е клучна за правилен развој на говор и на јазик. Така, сите ние имаме деца, знаеме дека колку е важна кај овие деца токму таа комуникација со родителите. Најважна е комуникацијата со родителите. Тие постојано треба да се тие кои што се промотори на нивниот говор и на нивното стабилизирање на проблемот кој што го имаат. Ќе забележам една ситуација која што ни се случува во модерно време, што кажувате, дека дали родителите се свесни или задачата е првично на нивниот матичен лекар, да кажем, или на нивниот матичен педијатар, да се разбереме, сепак педијатарот треба да има најклучната улога кој ќе види такво дете, за да не го одложува процесот на брзо дијагностицирање на било каков проблем, е тоа што дали се повеќе се говори во врска со овој проблем или мислите дека се уште може повеќе и од ова што е сега? Па да, сметам дека може повеќе и дека педијатарот, матичниот педијатар треба да е тој кој што ќе му посочи на родителите и ќе ги упати кај нас. Да. Добро. Ајде сега вака, чисто сакам да раздедам една ситуација која што се случува постојано, нели, поготово Заводот за ментално здравје, кога ќе кажеме дека треба, нели, нашиот логопед да учествува во еден вид на како кажеме третман. Колку сме ние во состојба да го тоа спроведуваме токму еве кај нас во Заводот за ментално здравје? Да. Ние во Заводот за ментално здравје правиме проценка, дијагностика и да, имаме и третмани, меѓутоа ние не можеме да го обслужиме цело Скопје. Имаме третмани, не дека немаме третмани, меѓутоа главната цел е проценка и дијагностика на дечињата, затоа што кај нас доаѓаат деца од цела Македонија и работиме на третмани толку колку што имаме можности, колку што... Значи тоа е неопходно да се создаде поголем логопедски кадар, кој што би бил, дали би бил во здравството или сега гледам училиштата имаат и
доста логопеди. Да, има и во училиштата, сега има и во градинките вработени логопеди, има вработени логопеди по дневните центри, така да сепак мислам дека недостасуваат логопеди, дека многу поголема е потребата од логопеди, меѓутоа со тој кадар кој што располагаме, Доволно, работиме. Да. Мислам дека многу работи треба да се обсервираат и да бидат добро процесуирани за да може да се остварат, бидејќи навистина ние се повеќе сме сведоци дека имаме недостаток на кадар, и тоа кадар, на да. здравствен кадар, кој што навистина е најнеопходен за работата, поготово кога станува збор за децата. Ајде сега, пред малку спомнавме околу оние развојни потешкоти кои што се случува. Кажи ми од твое искуство, сите оние кои ќе се јават оние развојни потешкоти кај децата, поготово нели околу невроразвојните нарушувања, комуникацијата страда, рековме, што уште може да се случи токму кај овие деца? Невроразвојните нарушувања може да влијат на различни аспекти од комуникацијата. Кај некои деца има доцнење во појавата на говорот, кај други тешкоти во разбирањето на говорот, кај трети проблеми во користење на говорот во социјални ситуации. Пример, детето може да има ограничен речник, да повторува зборови без да ги разбира или да има потешкоти да започне и да одржи говор. Може да се проблеми со невербалната комуникација, исто така проблеми со контакт со очи, со гестови, со разбирање на емоции и сето ова влијае на способноста на детето да се поврзе и да комуницира. Так. Што би означувало невербална комуникација, еве да објасниме на гледачите? Невербалната комуникација е кога детето не комуницира невербално, не прави соодветни мимики, не користи соодветни мимики и гестови кои што се соодветни со социјалната комуникација и социјалната интеракција која што се води. Так, а што значи, например, еве чисто да сакам да го објасниме сето ова, бидејќи оваа емисија го има и тоа за цел. Кога детето те фаќа за рака и те води до тоа што сака да го направи, што се случува тогаш? Каков вид на комуникација е тоа? Тоа не е тоа е комуникација за сопствена потреба. Тогаш детето те носи за рака затоа што има некоја потреба. Не можеме да кажеме дека тоа е невербална комуникација, затоа што кога сметаме за невербална комуникација, нели детето не користи говор, меѓутоа има показен гест, со прстот покажува, комуницира невербално со тоа што на прашање одговара, со климање на глава, со покажување, со застанување до предметот и допирање. Оваа комуникација е само комуникација за сопствена потреба. Исто во невроразвојните нарушувања ќе ги спомнеме и АДХД, каде што вниманието и импулсивноста може да влијаат врз комуникацијата и организирањето на говорот. Тука спаѓаат и други, како развојната дисфазија, која што е говор кој што децата имаат говор со развојна дисфазија, меѓутоа тој е деформиран, нечист, неразбирлив говор. Што сакав да прашам? Добиви прашање од гледачите во врска со АДХД-то. Дали кај тие деца страда говорот? Да, и кај деца со АДХД страда говорот, затоа што вниманието страда, импулсивноста страда. Имаат потешкоти со формирање на граматичка реченица, имаат неправилен изговор на гласови. Заради вниманието и концентрацијата страда и говорот. Не може да се фокусираат за корекција на гласот. Интелектот кај нив може да е уреден, може да е просечен и надпросечен, меѓутоа заради вниманието и концентрацијата страда и говорот. Говорот е забрзан, говорот е нечист, нејасен.
Што е задачата тука на логопедот, поготово кога овие деца со АДХД? Што треба се постигне? Обично кај деца со АДХД работи логопед, меѓутоа и дефектолог. Дефектологот работи со внимание на вниманието и концентрацијата, а логопедот работи на говорно-јазичниот развој, на формирање на реченици, на изразување, на артикулација на гласови, на синтаксички, граматички реченици, на прераскажување, на раскажување. Кога доаѓа моментот кога едно дете кое што вие ќе го веќе поработите, така да кажам, подолг временски период, јас сметам дека поготово кај децата со невроразвојните нарушувања, децата кои што имаат проблеми со екранизам, дека третманот логопедски трае многу подолг и со години трае, колку што знам. Да, точно. Говорам од искуство. Колку е битно тука да целиот тим постигне кај еден вид на протокол за задавање на тоа кој е дете, што треба да направи. Дали е да се работи на фокусот негов, дали да се смири, дали тоа дете има отстапување и така натаму. Функционалноста од страна на логопедот према родителите, што е како совет кај тоа дете? Се прави, секогаш прво се прави план и цел, која е целта со третманот, и се советуваат родителите за работа во домашни услови, затоа што родителите се поминуваат најдолго време со детето и они се клучни за работа со за соработка и работа во домашни услови, за успехот да биде загарантиран. Кога кажувате, еве, вие сум го слушнал тоа доста пати, нели, овие години, кога ќе каже да се одмори. Што значи тоа да се одмори детето? Не е тоа да се одмори, обично 2 пати, детето ако посетува третман цела година, 2 пати во годината правиме пауза од 2 недели. Тоа е за да видиме тоа што сме го работеле, дали е автоматизирано, дали само на памет се кажува и се повторува, или е автоматизирано тоа што сме го работеле. Така, значи тоа е оној план што треба да, за секој. Да, и потоа пак се прави проценка после доаѓање, после одморот, како што кажавте, така, и гледаме дали продолжуваме понатака или пак се враќаме на тоа претходно што се работело. Колку сме радосни кога ќе има успех кај едно дете, поготово вие логопедите? Тој успех ние го чувствуваме, заеднички успех. Тој успех е заеднички со детето, нели, детето се вложило и родителите се вложиле, и не прави многу среќни кога ќе видиме или на крај кога веќе ќе го отпишеме од третман тоа дете. Логопед се раѓа или се создава? Се создава, да. Со искуство, со пракса, со многу труд вложен, учење, читање, никогаш не се застанува и никогаш не велиме дека готово, толку сме завршиле со учење. Постојано има новитети, некогаш и самата работа не учи на нови работи. Ќе ве запрашам за една метода, токму нели по прашање од страна на гледачите, што означува, еве сите говорат за тоа, као модерно е, но да кажеме дали и ние од наша гледна точка околу томатис методата. Што означува таа, што представува, сакам на гледачите да им објасниме што е вистината ствари околу таа томатис метода. Томатис методата е метода преку која метода со музика, и тоа сериозна музика, се пушта, се смета дека детето се смирува, се стимулира говор, се стимулира вниманието, концентрацијата, и има доста родители кои што веќе ги вклучиле своите деца дури во странство одат на таа томатис метода, доаѓаат после одреден период на контрола кај нас кога ќе дојдат, и навистина ние гледаме резултати, позитивни резултати кај децата после тој третман со томатис. Дали тоа станува збор токму за сите деца или баш за оние деца со најоштетен
дел на говор и деца со аутизам име конкретно, нели, бидејќи тоа е најголем Да, проблем, бидејќи доаѓаат тие деца со со алалија. аутизам кај нас, да, после томатис методата. Кај некои деца гледаме смирување ки тоа дете. Не секогаш дека има продукција на говор и дека се појавил говорот после томатис методата, меѓутоа детето е веќе посмирено и вниманието е подобро, концентрацијата е подобра и ќе може да се работи и се смета дека ќе може и да напредува. Како подобрување на сон, родителите исто така кажуваат дека веќе направиле режим на спиење, каде што претходно немало режим на спиење тоа дете. Така, има еден податок кој што стално што сум дискутирал со тие родители е слушањето на мајчиниот глас. Тоест интерпретација на мајчиниот глас. Каква улога има токму мајчиниот глас токму во делот на логопедскиот развој, поготово или работење тој третман? Па можам да кажам дека и најважна улога има. Првиот глас детето што го слуша е мајчиниот глас, уште во утробата на мајката. Потоа кога почнуваат првите звуци, првите гугањето, брблењето, тоа све е стимулација и тоа све се стимулира со гласот на мајката. Мајчиниот глас е најважен за правилниот говорно-јазичен развој. Тие тоа го користат, значи го снимаат мајчиниот јазик и после го интерпретираат на тоа дете во вид на некаква си лулашка која што изгледа како мајчина утроба, нешто. Да. И токму тука почиња, нели, да кажеме, некој си момент на развој на гласот. Или тие до тогаш не можеле да го перцепираат сето тоа имало недостаток. Така, да, исто како информација од родители претежно што сум слушала, покрај гласот на мајката, знам дека во одредени периоди се пушта некоја сериозна музика, која што влијае на смирување на детето, на подобрување на концентрацијата и вниманието. Така. Мислам дека доста теми офативме вечерва околу логопедијата. Дали има некои нови новитети во логопедијата, бидејќи рековте дека постојано, нели, треба да се надоградуваат и така натаму. Дали има некакви нови методи кои што се користат во поновно време и дали вие како логопеди учествувате и дискутирате на таа тема? Да, ние постојано следиме конгреси, новите трендови кои што се јавуваат и сме присутни, учествуваме секаде каде што можеме да стигнеме. Мене ми е многу драго кога ќе изработиме некоја наша тема и која тоа ќе го објавиме на некој конгрес, така да се надевам дека и почесто ќе имаме и во текот, нели, на нашето работење. Како за крај на емисијата, некој совет од ваша страна, ваша препорака, еве, бидејќи доста работи кажавме, но сепак, нели, за родителите нека да слушнат и да дадете корисен совет како стручно лице. Моја препорака е родителите да му посветат време на своето дете, преку игри, разговори, внимание, да му остават доволно време да одговори на прашањата и не е важно колку зборови ќе научи детето денес, важно е да гради комуникација и поврзаност. Да ги исклучат екраните и да се посветат на своите деца. Мислам дека малце една емисија, стално го кажам тоа на сите мои гости, дека малце една емисија за да се офатат сите работи кои што се дојдени како прашања, но сепак ќе треба да се направи нова сезона, нели, понатаму во врска со дискусијата која станува збор за проблемите токму кај децата. Ми беше чест и задоволство што бевте моја гостинка вечерва. Работата ќе си ја продолжиме, нели, во нашиот завод за ментално здравје кај што постојано сме присутни и ви благодарам што бевте мој гостин. Ви благодарам на поканата. Уште една емисија која што навистина допринесе токму за гледачите да ги слушнат сите корисни совети кои што се кажа вечерва. Сметам дека се повеќе е потребно да обрнеме огромно внимание околу едукацијата, да се обрне внимание околу вистинскиот давање на вистинскиот правец, токму на родителите. Родителите се тие, како што напоменавме и вечерва во сите емисии, дека тие се клучни за еден третман или терапија кај едно дете да биде успешна. Сепак треба да
се верува дека од вложениот труд кој што ќе се вложи кај едно дете кој што е со проблеми, на крај ќе имаме и еден вид на успех, а тоа се вика радост за целото семејство. Уште еднаш ви благодарам за што бевте присутни вечерва во емисијата Се за децата. Ви благодарам.